Добре дојдовте во уште едно издание на Отворено. Ги организираме во поголемите македонски градови 6 емисии во 6 изборни единици во Македонија пред референдумот на 30 септември. Разговараме за сите прашања поврзани со референдумот, со НАТО, со ЕУ, со договорот со Грција. Од тивок бојкот до масовно гласање против позиционирањето на ВМРО ДПМН пред референдумот, меѓу личните амбиции на поединци до линкот со НАТО и Европската Унија. Придобивките од интеграцијата, како морков до градењето на модерна држава, има ли Македонија други опции на новата безбедностна и геостратешка мапа? Вечерва отворено, караванот на Отворено од Струмица, а вечерашни гости се Костадин Богданов од извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добар ден за вас, добре дојдовте. Љупчо Петковски од Евротинг. Добре дојдовте и вие во Отвореното студио. Професорот Никола Дуевски. Добар ден и за вас. И Лилјана Јоновски од Рурална коалиција. Не случајно велиме од Руралната коалиција, бидејќи се наоѓаме во еден земјоделски регион во кој што многу прашања што се поврзани со евроинтеграциите зависат и се однесуваат токму на оваа групација на луѓе тука. Се разбира тука и публиката која што активно ќе се вклучи во текот на емисијата со прашања поврзани со темите кои што вечерва ги набројуваме. Богданов, почнуваме со вас, бидејќи најтазе е некако тоа што се случува во ВМРО ДПМН, односно со ставот искажан од претседателот Христијан Мицковски во однос на референдумот. За многумина тој став не е став, бидејќи не повикува конкретно ниту на гласање, ниту на, како што вели Мицковски, на абстиненција. Како дел од извршниот комитет на ВМРО ДПМН, се согласувате ли со одлуката која што ја донесе партијата пред 2 дена? Па видете, одлуката беше објавена точно пред 2 дена и може да се каже дека најдобро го одразува расположението моментално во партијата во однос помеѓу членовите. Знаете дека во членството беа спроведени неколку анкети за целиот овој период. Околу 50.000 семејства беа анкетирани, се со цел да се добие еден подобар впечаток како раководството да се позиционира согласно референдумот и референдумското прашање и референдумот како процес. Со оглед на поделеноста во самата партија, која одеше од членови кои што сакаат и ќе излезат да гласаат и ќе гласаат за, до членови кои ќе излезат на гласање и ќе гласаат против, до членство кое што ќе остане дома, значи, како што кажа претседателот, решило да абстинира во овој процес. И од тука беше на некој начин тешко да се задоволат апетитите на сите овие три струи, кои што беа најмаркантни за овој период и затоа веројатно се изгласа со мнозинство гласови на извршниот комитет еден став кој ги опфаќа практично сите овие три различни става и на практично сите овие три различни става се на некој начин некако оставаат простор за широко делување, но тоа сакав да кажам. Од одговорна позиција се очекува да има став за одредено прашање, особено едно вака значајно прашање како што е предстојниот референдум, што ќе го детерминира патот понатаму на Македонија. Оттаму прашувам, ова разногласие што се јавува сега во ВМРО ДПМН, може ли да наштети на целиот референдумски процес? Не верувам дека ќе наштети искрено, доколку нема некои неискрени, нечесни и позадински игри за денот на референдумот или деновите пред тоа, во смисла да се прави тивок бојкот или да се наведува, да кажеме, членството со заплашување и така натаму да остане дома и да не гласа, барем оние кои што кажа и во анкетите дека се подготвени да излезат и да гласаат за или против. Меѓутоа, мојот личен став на самиот состанок на извршниот комитет беше и се уште дека членството и ние како политичка партија во овој клучен момент на овој историски крстопат
Треба да земеме учество во референдумот како процес, значи како една демократска придобивка, да го повикаме членството, да излезе и секој согласно сопственото убедување и толкување на договорот да го каже својот глас, дали е за или против ваквиот договор. Партијата договорот го оцени како капитулантски и штетен, значи веќе во тој дел има став, така што членството нормално тргнувајќи од себе може да се раководи по нешто, меѓутоа јас би потенцирал дека сепак, како што каже и председател Мицковски, се работи за една надпартиска работа, значи за една круцијална која што е можеби најзначајната во овие 27 години од постоење на независност на државата. И од тие причини по мене теретот е на граѓаните, кои што самите треба да си ја преземат одговорноста, по мене да излезат, да гласаат за или против. Но сепак ставот се оценува како малку калкулантски во тој дел. Што вие сметате, дали еден чист став да излезете гласајте против или излезете гласајте за или не излегувајте, ќе беше многу почесен пристап? Може би таков еден став ќе беше, да кажам, почист и еден чекор понапред во однос на дефинирање на позицијата. Меѓутоа, како што кажав, ВМРО-ДПМН е голема партија, така да веројатно и таквиот став беше овој широкиот, кој што ги опфаќа сите потесни, беше дефиниран токму ради расположението на членството на терен. Добре, благодарам за сега. Петковски, со кус осврт на тоа што се случува деновиве во опозицијата и во однос на ставот. Сметате ли вие дека можеше да се изгради и поинаков став или ова ја отсликува реалноста на ВМРО-ДПМН или мислите дека има некоја заткулисна игра во тоа? Не знам дали има заткулисна игра и горе-доле не сум голем познавач на внатрешните прилики и не е до мене да коментирам. Мислам дека граѓаните немаат толку кратко сеќавање и добро се сеќаваат дека сегашната владеачка партија во Македонскиот блок до 2011 година, поправете ме ако грешам, беше на став дека решението евентуално на спорот со името не треба да се тестира на референдум, туку е чин на храброст политичките елити што испреговарале било каков договор да го спроведат. Едноставно да им објаснат на граѓаните зошто го испреговарале, зошто го договориле да го спроведат. Под притисок на сегашната опозицијска партија, значи ВМРО-ДПМН, поправете ме ако грешам, 2011 година пред изборите, СДСМ, сегашната владеачка партија, прифати дека било кое решение договорено од било која партија треба да се тестира на референдум. И тука настана некој национален консензус околу тоа прашање и затоа е тоа што вчера се случи, едноставно го гледам како ретерирање од една почетна позиција на опозицијската партија, затоа што токму таа партија беше партијата која што го наметна тој силен став дека било кое решение треба да се тестира на референдум. Да, но ставот на Мицковски е, сега ако може да го парафразирам, е дека прашањето е манипулативно поставено и од тој аспект они имаат одредени резерви кон изјаснувањето на референдум. Да, ја тука би се согласил со претходниот говорник. Мислам дека Мицковски е во тешка позиција. Целосно не ја контролира партијата. Во партијата постојат фракции, како што може да се разбере и во јавноста. Една голема група на ВМРО не е хомогена партија, тоа е хетерогена партија. Меѓутоа, крајната десница во ВМРО прави огромен притисок нели за бојкот. А истата таа крајна десница која не била толку видлива во минатото, лани со мобилизациите против нели мирниот трансфер за власта, стана видлива, се зајакна, се создаде едно, како да кажеме, чудовиште, кое што денес тешко се контролира. И едноставно од некоја политичка логика, можеби неговата одлука и е рационална, затоа што со никого нема да се замери. Ја мислам дека тоа прави штета на долгорок и за него, и за раководството на партијата, и за националните интереси, затоа што во еден ваков круцијален момент треба да се заземе став и треба да се каже јасно, особено имајќи предвид историјата што има таа партија околу ова прашање. Рековме дека самата таа партија го избоксува, да кажеме, тој принцип дека мора било кое решение да се тестира на референдум. Благодарам. Дујовски, коментар за истото прашање. Абстиненција не беше до сега во ниедно од оние програмски определби на ВМРО-ДПМН, сега се јавува опционо. Сметате ли дека тоа е
проблематично за референдумот? За референдумот веројатно и не би било, можеби во одредена мера ќе влијае на крајниот број на излезени на гласање, меѓутоа дека ќе влијае нешто посебно на успехот на референдумот не, особено затоа што сите политички субјекти во Република Македонија, освен ВМРО ДПМН како партија и неколку помали политички партии кои што немаат некакво влијание во општеството, ќе бидат за тој референдум и очекувам дека излезеноста ќе биде многу повеќе од доволна. Меѓутоа, ова е слика и прилика на ВМРО ДПМН каква што е денес. А тоа е партија која што нема компас. За жал во овој исклучително важен момент за македонската држава и државност, таа политичка партија остава граѓаните сами да одлучуваат. А по самата дефиниција на партиите, нивна насока е да ги насочуваат граѓаните и да го креираат јавното мислење. Затоа и се поделени на лево ориентирани, десно ориентирани и оние кои што се во средина и тие застапуваат одредени политички ставови или интереси. Ако оставите на вака значајно прашање, граѓаните да одлучуваат самостојно без да укажете кој е вашиот принципиелен, јасен став, а тоа многу лесно може да се извлече ако погледнеме што беше допред само половина година или една година, ви станува јасно дека сегашното раководство во партијата или нема капацитет да ја води таа партија, или е оставено во сенка на нечии други интереси. Богданов, се извинувам, ве фрустрираат ли овие зборови кои ќе ги чуете партија без компас и така натаму? Претпоставувам како член на најголемата опозициона партија, тоа не е пријатно, но дали се согласувате со тоа? Па не би рекол дека сме партија без компас, можеби ние први излеговме со став како партија дека не поддржуваме промена на уставот со цел промена на уставното име, односно ергаумна со употреба на името на новото име, нели, за внатрешна употреба, така што тој став е конзистентен и останате до ден денес и партијата апсолутно и со членството со кое што се среќава на терен, па и во јавност и стапува со ставот дека е против ваквиот договор. И од таму и јас сум сигурен и убеден дека поголемиот број од наши членови на 30 септември ќе излезат и ќе го кажат практично и тој партиски став дека се против договорот, односно ќе гласаат против, за да се види дека навистина и голем број од граѓаните во Република Македонија се против и дека договорот навистина има и определени страни кои што условно да кажам нанесуваат определена штета на како позиција на Република Македонија. Кога сме кај договорот со Грција, бидејќи тоа е можната пречка во изјаснувањето на ВМРО ДПМН, како што можеме да чуеме и од Богданов, Петковски, сметате ли дека договорот беше најдоброто можно решение што можеше сега да се добие, или ова е нешто што не е добро испреговарано? Пред 10 на 15 години некои други политички елити велеа дека во однос на проблемот со Грција, нели, проблемот околу името, велеа дека времето работи за нас. И постоеше некаков консензус дека времето работи за нас. Ако направиме хронологија на тоа што се преговарало, какви биле позициите, дали грчките позиции се заострувале или станувале поблаги кон нас, ќе видиме дека времето не работело за нас. Значи, да го решававме овој проблем пред 15 или 20 години, веројатно ќе добиевме многу повеќе и договорот ќе беше многу подобар. Истото важи и за напред, да го решивме, да не го решавме сега и да го оставиме за 20 години, да го решаваме за 10, 5 и така натаму, веројатно би добиле еден полош договор. Во таа смисла не верувам дека договорот е совршен, како и секој договор, особено договор за вакви круцијални прашања со своја историја, со големи проблеми зад него, со екзистенционални проблеми на државите врзани со негови идентитетски договор. Договорот е тежок, меѓутоа мислам дека некои клучни постулати и наши интереси ги задоволува. Ако видите од двете страни од границата, против договорот цврсто се националистите. Грчките националисти веруваат дека Македонија е само грчка, македонските националисти веруваат дека Македонија е само на македонците. Националистите се несрекни од двете страни, главните десничарски партии се несрекни од двете страни. Мене тоа ми укажува дека договорот е добар. Најдоброто нешто што можеле двете страни да го договорат во овој момент. И двете страни се откажале од нешто и двете страни добиле по нешто. Ако можам во една реченица само да парафразирам јас како го гледам, мислам дека со овој договор Грција доби историјата. Го доби правото да си ја користи историјата која што 2 века смета дека е незина и во која што ние влетавме
официјално, како официјална политика во последните 10 години. Ние добивме право на иднина. Ние добивме право конечно да почнеме да се бавиме со проблеми кои што можеме да ги контролираме и кои што можеме да ги решаваме. Јас би сакал да го прокоментирам референдумското прашање, бидејќи го наметнавте во контекст на ова што досега го зборува и Богданов и другиот соговорник. Референдумското прашање е такво какво што е, совршено јасно. Никој не би прифатил договор со Грција доколку не се од другата страна евроатлантските интеграции на Република Македонија, кои што сами по себе се гарант за развој на државата во многу области. Факт е дека нити Груевски, нити Заев, нити било кој друг релевантен политичар немаше да седне на маса со грците и да преговара за вакво нешто, затоа што сите сме свесни дека самиот проблем со името беше нонсенс уште од самиот почеток од 93 година. Меѓутоа еве видовме дека една цела генерација македонци си ја потрошија иднината чекајки решение со Грција. Сега имаме референдумско прашање кое што многу јасно укажува дека се отвара патот за Република Македонија за членство во НАТО, и тоа може да биде многу наскоро, затоа што веќе започнавме со постапките кои што важат или се применувале за другите земји пред да станат членки на таа организација, и дека наскоро ќе започнеме со преговори со Европската унија, што досега беше апсолутно невозможно. За нас странците измислуваа најразлични термини, диалог на високо ниво, соработка со не знам какви и така натаму. Сега е сосема поразлично. И токму затоа овој договор треба да се гледа исклучиво или во најголем дел преку призмата на евроатлантските интеграции. Факт е дека Република Македонија ќе има поинаква реалност од наредната година. Но ако треба да ставиме на кантар, дали треба да чекаме уште 30 години за некоја друга генерација на политичари да добие таква поддршка, како што денес имаат Заев и Ципрас од целиот западен свет или од целиот модерен свет, гледате кој се не дојде овде и некако по правило сите што доаѓаат овде одат и во Грција. Или ќе одат таму кога ќе дојде ред во грчкиот парламент да се ратификува тоа што ние ќе го обезбедиме на референдумот и кратко после тоа со уставните измени, значи дека во овој момент поддршката што ја имаме и ние и Грција е на така високо ниво што преостанува уште само овие неколку чекори да се завршат за Република Македонија, конечно да навлезе посериозно на патот на евроинтеграциите. Една цела генерација на старешини во армијата очекуваат 25 години членство на оваа држава во НАТО. Не можат заради овој договор. И токму затоа политичките партии кои што велат дека се за европските интеграции и за членство во НАТО, а се против овој договор, во меѓувреме не нудејќи никаква друга алтернатива, на овој референдум можат само да загубат. Повелете Да, јас Младен само едно дополнување на професоров, мислам не контрареплика, дополнување. Неспорно е дека договорот ги отвара патот на Македонија кон евроатлантските интеграции. Сам тоа го кажа и највисоките челници на Европска унија, Германија, Курц, Столтенберг, кој што јасно и гласно кажа дека доколку помине договорот, ќе имате членство во НАТО. Доколку не помине, нема членство во НАТО. Мислам тоа беше експлицитна изјава. И нормално е тежиштето да се става на ЕУ и НАТО. Меѓутоа да не заборавиме дека ние како држава уште во 93 година, без оглед на перспективите, пак ќе кажам што ги отвара, договорот за ЕУ и НАТО, ние како држава 93-та, сега говорам и како правник, преземавме обврска меѓународна со резолуцијата на ООН, дека го прифаќаме членството во Обединети нации со обврска еден ден во најкраток период, ама тој период веќе 27 години трае, дека ќе го решиме разликата, ќе решиме разликата околу нашето име со нашиот сосед. Да не заборавиме дека во таа резолуција од 93 година државата е неименувана. Значи е именувана со бројот на документот под која што го поднела своето барање за членство на Обединети нации. И така стои во самата резолуција државата која поднесе барање број тоа и тоа. Че не стои никаде називот на државата. И дополнително има став во кој што вика за да не ја викаме безимена држава, додека трае процесот на преговарање, ќе ја викаме ФИРОМ. Таквото членство во Обединети нации практично не овозможи да сме држава, затоа што ако не сте членка на Обединети нации, мислам ќе бидеме територија некоја која никој не ја признава. Поентата, што вие поентата не можам да ја... Поентата ми е дека ова прашање, дали оваа генерација, дали некоја следна, дали требало предходната пред 10-15 години, значи мора да го реши и ние мора да најдеме заедничко прифатливо решение со нашиот сосед, што кажува дека мора уставното име да се промени со некоја придавка. Дали таа придавка ќе биде северна, горна, долна, вардарска и линденска и така натаму,
сме прифатили Обврска 93-та и тој е нашиот влог за да станеме членка на Обединетите нации. И конечно на крајот на криштава за да бидеме признаени под уставното име од 100 и повеќе 130 држави. Тоа што ако не сте членка на Обединетите нации, нема ни ниту една друга држава да ве признае. Ако можам добро да ви уловам поентата, сметате дека после ова дека една покрупна слика, покрупен контекст уште потешко ќе добиеме подобар договор од овој? Бидејќи луѓе од вашата партија велат оставете не ние да испреговараме, ќе добиеме и така натаму. Вчера имаше став председателот, поранешниот председател Црвенковски кај што вели дека после ова прифаќање од страна на Македонија никогаш веќе во иднината Македонија не би можела да добие подобри позиции во односите со Грција. Каков е вашиот став? Мојот личен став е дека во секој случај во иднина за жал овој договор или овие услови кои што се сега ќе бидат веќе почетна позиција за некој нареден договор. Со тоа подобар договор, не знам во која смисла, тешко да може да се постигне ако сега веќе почетната позиција е ерго омнес употреба за внатрешни. Може би, како што каже и колегата, пред 10 на 15 години можело да се договара само за надворешна употреба или ерго омнес за надворешна, меѓутоа веќе позициите се поставени на друг начин, така што јас лично не верувам дека во иднина може да се постигне подобар договор, тргнувајќи од целата констелација регионална. Тука постои уште една замка за која што многу се зборува, Петковски и Дуевски, а тоа е дека во текот на имплементацијата на договорот Грција има еден широк појас на можности и понатаму да ја блокира Македонија пред се за влезот во Европската унија, односно при отварањето на преговорите. Постои ли тоа како опасност, да речеме, во овој договор? Договорот носи наслов за затварање на разликите за името, но и многу други работи кои што се содржат и во насловот и во самиот текст на договорот. Договорот, јас ќе го повторам ставот што пред неколку дена го искажав, има доволно чекен баланс во себе. Има доволно рамнотежа за и двете страни да бидат сигурни до онаа мера до која што е можно во меѓународното право, дека договорот ќе се спроведе така како што е потпишан во Преспа. Јас не сум загрижен од тој аспект. Не очекувам дека доколку ние ги завршиме, се разбира, обврските кои што ни престојат и референдумот и можеби уште позначајниот процес потоа уставните амандмани, не очекувам дека грчката страна би имала проблем само под услов доколку ние стигнеме навреме сето тоа да го завршиме. Затоа што наредната година ќе има избори во Грција, според анкетите таму води партијата која што не е многу пријателски расположена кон овој договор. Меѓутоа, токму заради тоа се истравувањата дека ако дојде некоја нова јас не се грижам затоа што лидерот на Нова демократија кажа дека договорот доколку стапи на сила, тие се должни и ќе го почитуваат. Се разбира дека постои во секое отварање на поглавје, постои можност некој од државите да каже не и да не блокира за одреден период. Меѓутоа, мислам дека со подпишувањето на овој договор целото тежиште ќе биде насочено кон тоа државата да ги исполнува критериумите предвидени согласно преговарачките полињата кои што ќе се преговарат и ова прашање едноставно ќе биде оставено настрана. Доколку го имплементираме договорот така како што е предвидено и не измислуваме или некоја влада сегашна или идна не измислува нови начини како да го заобиколува тој договор, не очекувам дека ќе имаме проблем, барем не со Грција. Со Бугарија веќе го затворивме, бидејќи тоа беше основа, нели? За да можеме да тргнеме во сериозно решавање на прашањето со Грција, требаше да се затвори оној договор кој што претходната влада во најголем дел го заврши, што е за почитување. И мислам дека после ова се отворени сите патишта за Македонија. Јоновски, ве оставам за крај затоа што малку подоцнат се вклучуваме во делот на она што се велат придобивки од НАТО ЕУ, да го затвориме прво овој делот на политичките прашања. Затоа Петковски ќе му дадам уште една можност овде да прокоментира во делот на замките што ги крие договорот, заради кои што делот јавност има, се разбира, резерви. Мислам дека најголемата замка е истовремено и негова најголема предност, а тоа е краткиот прозорец, краткиот период за имплементација. Според договорот целата работа, значи со ратификацијата во грчкиот парламент треба да заврши во јануари. И тоа е добро. Кога се осмислувала целата оваа работа, сите чекори, верувам дека и во преговорите многу време се потрошило на тоа, затоа што внатрешните политички динамики во државите се многу битни. Добро тоа се осмислило, значи постојат реални можности некое тежиште да се измести во политичките констелации во двете држави, но
пројде референдумот, се усвојат уставните измени, се нотифицира, се известува грчкиот парламент, грчката влада дека тоа е поминато, тоа влегува во грчкиот парламент. Не верувам дека Сириза до тогаш би паднала, нема да добиеме подобра партија од Сириза која е поблага кон македонското прашање, но еве да кажеме евентуално политика, свет, се е можно. Цената што би некоја друга влада грчка би требала да ја плати за нератификација би била толку висока што не би си го тоа дозволила, затоа што едноставно угледот се губи, се губат пријателите, се испаѓа несериозен и луѓето што разбираат, не знам, и меѓународни односи и политика висока, знаат дека не иде тоа така лесно. Инаку во однос на грчкиот лидер на опозицијата, неговото идеално сценарио е ова да го реши сегашната владеачка партија, он да излезе чист и потоа да добие чисти избори, каде што повторно ќе може да збори дека не ги предал националните интереси, така што многу паралели можат да се повлечат и со нашиот домашен контекст, многу слично функционираат и Мицковски и Мицотакис. Тоа би било неговото идеално сценарио. Со тоа што моево предвидување и како течат работите е дека владата во Грција ќе преживее и мислам дека и кај нас процесите може би малку ќе излезат од динамиката, ама тоа е прашање на недели, месец, дена и така натаму, дека ќе се истераат и све ќе биде завршено во јануари. Богданов, претпоставувам дека ова сценарио за која зборуваше Петковски може да биде поволна варијанта за опозицијата, бидејќи решавањето на прашањето остава отворени врати понатаму, а ВМРО ДПМН продолжува да си огради својот политички капитал врз база на неприфаќање на договорот и така натаму, меѓутоа правните елементи едноставно ви условуваат тоа да го правите. Дали во тие услови тоа значи дека бојкотот е навистина губитничка варијанта и за ВМРО ДПМН, дури и таков тип на тивок бојкот кој што за кој што можеби се зборува и се заговара во одредени кругови? Јас искрено тоа беше мојата аргументација пред извршниот комитет. Овој референдум го подразбирам како анкетарен на некој вид референдум, каде што најголема улога на крајот ќе имаат бројките, односно кои се за и кои се против. Така што една е ситуацијата да има, не знам, 600-700 гласови за наспроти 500.000 против. Друга е ситуацијата да биде успешен референдум, друга е ситуација да има, не знам, 700.000 за и 7.000 против. Политички гледано како бројки, каде што би се терало определен процес. Затоа велам дека опцијата бојкот, објективно за изразување на волјата и мислењето на граѓаните на еден консултативен референдум повеќе прави штета отколку што прави некоја корист, за тоа што на крајот на криштата историски ќе останат бројките, колку биле за, колку биле против. И таа разлика што е. И веројатно и на тие бројки подоцна ќе се турка политичките процеси во собранието. И затоа сметам дека за нашето членство кое што не го прифаќа договорот, има и такви кои што го прифаќаат, ќе излезат, ќе гласаат за, меѓутоа за оние кои што не го прифаќаат и кои што следат партиската политика, дека овој договор е капитулантски и штетен за нашата држава, сметам дека е подобро на еден ваков анкетарен референдум да излезат и да си го кажат својот глас да го дадат против, за да се види конечно и која е таа бројка на противници кои не го прифаќаат договорот. Добро, подосна уште малку ќе поразговараме за бројките за референдумот во финалето на емисијата. Јоновски, сакам тука да ве вклучам. Претпоставувам дека придобивките од она што се вели влегување во НАТО, но пред се во Европската унија, кога зборуваме за оваа категорија на луѓе што на некој начин вие ја представувате преку руралната коалиција, би можеле да бидат големи. Што велат вашите анализи во тој поглед, со оглед на заедничката аграрна политика што има Европската унија? Да. Ние во овој процес сметајќи, иако можеби не сме директно политички вклучени во сето ова што се случува, секако ситуацијата која што е во моментов во Македонија, како значи на останатите, така и во секторот земјоделство и на земјоделските производители влијае како граѓани на оваа држава, и она што за нас во овој период е приоритет е пред се да информацијата во однос на тоа и на договорот, па вклучувањето и на придобивките, меѓутоа и на предизвиците секако
од ориентирано земјоделство е да стигнат до самите земјоделски производители. Токму и поради тоа, во овој период многу повеќе се посветени на терен, на директни средби, значи со земјоделците. Еве и пример и оваа емисија што денес се организира токму овде, дел од присутните исто така, значи земјоделски производители, затоа што станува збор кога говориме за земјоделски производители, станува збор исто така и за една сериозна бројка на граѓани кои што се исто така, значи ти гласачи. Иако сега бројките се намалени, меѓутоа ако согласно Државен завод за статистика говориме за 160.000 земјоделски стопанства кои што се регистрирани, а ако тоа значи се помножи со 3 или 4, тогаш се добива една сериозна бројка која што треба да ги има точните и прецизни, меѓутоа значи ти информации представени на еден пластичен и на еден конкретен начин што значи ориентирано земјоделство. Кога зборувате вие со производителите и со останатите земјоделци, кога дискутирате за договорот со Грција или дискутирате за ЕУ политиките во земјоделството? Повеќе за ЕУ политиките. Не, претпоставувам дека има прашање од политички аспект што треба да се објаснат. Секако, да, и во тој дел. Меѓутоа, секако тоа секогаш го поврзуваме со она што е и нивен најголем интерес, односно што е она што не очекува. Ние се соочуваме со предизвици во овој сектор и во моментов ќе се соочуваме, значи ти утре, со самото отварање на предпристапните преговори. Меѓутоа, фокусот или насоката ги ставаме на тоа што земјоделските производители може да превземат во своји раце и да го почувствуваат бенефитот од она што и како фондови во моментов се отворени, а сепак не се користат значи доволно поради целокупната значи ти ситуација, недоволното информирање, така да тоа всушност е и целта која што сакаме да ја постигнеме, да биде значи јасно и што е она што како придобивки и предизвици се од договорот, меѓутоа и што е она што ќе ни следи кога ќе дојде до отварање на поглавјата и предпристапните преговори, особено како што и вие напоменавте, во делот на заедничката земјоделска политика. Да, тоа се огромни бројки, еве конкретно на пример за од 2021 до 2027 имаме на располагање, мислам тоа вкупниот буџет е 375 милијарди само во делот на ЕУ, тоест во делот на земјоделство од вкупниот буџет, што е 40%. Тоа не е значи воопшто бројка за занемарување. Така да тука е фокусот, значи како ние да се насочиме, да се отворат значи овие и процеси и информацијата да достигне. Претпоставувам дека за отварање на тие процеси, освен успешноста нели на приклучувањето на Македонија кон во евроинтегративните процеси, многу е важна и она внатрешна домашна аграрна политика, бидејќи ние имаме раситнето земјоделство, непланско производство, тоа се уште трае, мислам дека 15-20 години наназад, колку и да се вложуваше, што и да се правеше, субвенциите се сведоа на една социјална мерка повеќе, отколку на нешто што навистина се вели планско производство. Може ли да се деси утре да влеземе во ЕУ или еве и во НАТО, бидејќи и тоа привлекува инвеститори кои што се индиректно поврзани со земјоделството, да влеземе во ЕУ, а ние не спремни да го дочекаме. Сакам да кажам, дали освен тоа што работите со земјоделството, треба да работите на терен и во кабинетите со владата, со министрите, на она што се вели зголемување на базата за утре да имаме конкурентно производство. Апсолутно. Она што е општа констатација во овој период, барем конкретно во земјоделскиот сектор, е што речиси да не постои никаква соработка, ниту слух помеѓу сите засегнати чинители кои што се во овој сектор. Токму како што не поменавте вие, не секогаш кога сте на терен и земјоделските производители, тие се главната значи талка и кои што треба да ги даваат насоките, меѓутоа треба да има некој кој што ги слуша. Така да тој синџир или таа комуникација и со откупните центри, преработувачките капацитети, речиси како целосно да е отсутна. Исто така слухот кај институциите, политиките, стратегиите, сето тоа вие на хартија и како документ го имате. И сето тоа е во најголем дел усогласено со заедничката земјоделска политика, па дури и законот за земјоделство и рурален развој се смета за еден од оние закони кои што имаат и највисок степен на хармонизација. Меѓутоа, она што отсуствува на терен е неговата значи имплементација и да, може да се случи да на самиот влез или со отварањето на тие поглавји пред пристапните преговори ние да и не спремни го дочекаме, најчесто заради предизвиците кои што ги самите ги споменавте. Ова го прашав не случајно, а веројатно тука ќе ги вклучам и другите дискутанти. Велиме правиме референдум за Македонија да влезе во НАТО и Европската унија затоа што сами не сме доволно способни да изградиме државата онака како што сакаме, што впрочем се виде во овие 27 години. Ако е тоа еден општо прифатен консензус дека е така, како после влегувањето во НАТО и ЕУ
би добиле поквалитетно владење, поквалитетни институции, поквалитетна администрација. Дујовски, сметате ли дека е тоа возможно во еден кус рок брзо да се пребродува? Да, точно е, ние ќе бидеме под рефлекторите на НАТО и на ЕУ, меѓутоа луѓето овде се гладни и ги чекаат резултатите многу побрзо. Утре ако станеме членка на НАТО, јас сум сигурен дека незадоволството ќе биде можда и поголемо ако не ги почувствуваме ефектите побрзо. Јас би ги раздвоил процесите, бидејќи членството во НАТО не е поврзано со исполнување на уште некој голем број на критериуми. Едноставно треба да се заврши работата со Грција, од прилика за година и пол до две ќе станеме. За доаѓање на инвеститори. Но тоа не е толку важно, земјоделците нема да почувствуваат многу од тоа. Се разбира дека како земја членка на НАТО ќе имаме поголема безбедност и ќе извезуваме и стабилност и безбедност со стручни термини, меѓутоа земјоделците тоа нема да го почувствуваат, нема веднаш. Ќе дојдат поквалитетни инвеститори, ќе се отвори државата повеќе. Меѓутоа вистинскиот испит за сите нас и зрелоста како држава ќе ја покажеме низ процесот на преговори. За жал, до овој момент, во овие 8-9 години од кога сме земја кандидати, од кога ни се отворени европските фондови, Република Македонија направи многу малку заради слабиот капацитет во институциите. Немаше кој да им помогне на земјоделците, но и на другите, бидејќи земјоделието е само еден од тие општествени сегменти кои што очекуваме да станат подобри, немаше кој да ги води низ парите од Европската унија. Даночните обврзници на земјите членки на Европската унија издвојуваат огромни средства за Република Македонија, за да можеме ние да го подготвиме нашето земјоделие, нашето стопанство, нашето образование и така натаму, да бидат приближно исти или во најголема можна мера со оние кои што важат во Европската унија. Досега ние не покажавме таков капацитет. За разлика од можеби Естонија, Словенија и некои други нам поблиски земји, па дури една Бугарија и Романија кои што имаат или користат фондови на Европската унија во многу поголема мера, Република Македонија заостанува. Затоа што беа на различен начин представувани субвенциите и спомнавте предходно како социјална категорија, тоа воопшто не е целта на субвенциите. Меѓутоа, нема да бидеме оставени сами, тогаш кога ќе ги започнеме преговорите, посебно преговорите во овие области, ќе значи макотрпна работа на, ајде да бидам широк, на сите во Република Македонија, на еден огромен број на индивидуи, луѓе во институциите, луѓе во невладиниот сектор кои што ќе имаат обврска наша генерацијска да помогнеме да се подготви државата за членство во Европската унија. Останавме ли со куси ракави на тој пат, џабе ни е членството во Европската унија, доколку не си го подготвиме стопанството, да може да се носи со она компетитивна економија која што имаме во оној пазар од половина милиарда на луѓе, ние само ќе се изгубиме. Но затоа е потребно да се отворат овие процеси и се разбира со поддршката што ќе ја добиваме и од страна да го градиме тој пат. Мора многу повеќе да направиме во тој дел. Токму тоа е, само би сакала да се надоврзам, причината како да не доволно се свати целосно, доволно сериозно како да не се свати целокупниот овој процес во изминатиот период, особено кога говориме за ИПАРТ фондовите, што и говори дека ИПАРТ 1 имаме искористеност од 85 милиони, само значи 18 милиони последно се негде или околу 27%, што е премала бројка. Едноставно фокусот премногу се стави на националните фондови, она што вие што го споменавте, купувањето на социјалниот мир и сето останато. Така да ова како да се занемари на страна, најмногу поради и повисоките стандарди и критериумите кои што значи треба таму да се исполнуваат. Фокусот едноставно премногу се стави на националната политика и на државните средства, така да и тоа е една од последиците зошто не сме на некое повисоко рамниште како што тоа и професорот спомна се случајот со земјите од регионот. Дали во Европска Македонија ќе тече мед и млеко? Останете со нас, се враќаме по рекламите. Да, повторно овде од плоштадот во Струмица. Петковски Богданов, приклучувањето кон НАТО и кон Европската унија во голем дел од земјите од соседството донесе одредени бенефити, да не речам и големи бенефити. Мислите ли дека Македонија има капацитет да ги искористи сличните поволности што ги пружаат овие институции? Јас само мала интервенција би направил на претходните коментари. Клучна во целиот процес на преговори ќе биде јавната администрација. И јас навистина не сум поборник на тезата дека во Македонија се чини или ништо не чини. Истото важи и за јавната администрација. Да не забораваме дека годиниве наназад, уште од почетокот на 2000-тите се големи пари, големи ресурси вложени во
развој на нашата јавна администрација, вложено е во капацитетите на луѓето и така натаму. Едноставно тоа ќе бидат клучните луѓе и јавната администрација ќе биде клучна во целиот процес. Апсолутно политичарите ќе ги земаат ловориките и така натаму, меѓутоа специфичното знаење за сите овие процеси што ќе предстојат се наоѓа во јавната администрација. Тие луѓе се на некој начин измрцварени со политичките блокади, со тргни застани политиката, со целото тоа чувство дека никаде не одиме. Дел од луѓето се одлеале, меѓутоа повторно клучна ќе биде јавната администрација и затоа треба да ги негуваме, да ги вреднуваме тие кадри што седат таму. Дали во Македонија ќе тече мед и млеко? Не. Апсолутно не. Не е идејата да тече мед и млеко и знаеме дека мед и млеко не може толку лесно да протече, впрочем никаде не тече мед и млеко. Пристапувањето е многу техничка работа и многу проста, приземна работа. Значи тука нема биде битен министерот за надворешни работи. Тој ги отворил процесите, нема биде битен премиерот, тој ги отворил процесите. Битни ќе бидат луѓето што ќе треба да ги спроведуваат политиките. Јас пристапувањето го разбирам како некаква цивилизацијска придобивка. Прошетајте низ Македонија. Или прашајте било кој странец кој прв пат влегал во Македонија, што ќе ви каже што најмногу му смета. Ѓубриште насекаде. Значи начинот како ние го третираме ѓубрето, односно како го третираме сметот, цврстиот отпад, начинот како ги третираме нашите отпадни води. Сето тоа е дел од европска политика. Најскапото поглавје во преговорите е поглавјето животна средина. Најмногу пари ќе бидат потребни, најмногу инвестиции да се усогласиме со тоа поглавје, со европските стандарди за тоа како го третираме сметот, отпадот и како ги третираме отпадните води. Значи, пристапувањето е внатрешна политика, нешто што е многу приземно и што има врска со секојдневните најприземни потреби на сите нас како граѓани. Не е само висока политика. Тие аспекти ќе дојдат полека. Па се согласувам дека помошта е огромна и значајна ќе биде во тој процес на пристапување. Особено, еве од мој аспект ќе си кажам од делот на правосудство, значи поглавјата 23-24, каде што ние за жал 27 години талкаме и никако да најдеме некој систем кој што нормално ќе функционира и од во кој што граѓаните ќе имаат доверба. Напротив, со секој измината година се повеќе паѓа, да кажеме, довербата во правосудниот систем, кој што се обидувавме во многу пати самите да го реформираме и од страна на ВМРО, и од страна на СДСМ и така натаму се менуваа министри. Таа помош од ЕУ, значи ќе биде одлична навигација, кои ќе бидат и експерти, проекти, твининг проекти, вакви проекти, такви проекти кои едноставно ќе дадат навигација како треба да се развива конкретно правосудниот систем, за да добиеме едно независно правосудство, вклучително и сите други полиња кои што ги покрива Европската унија во останатите 30 поглавја. И го делам мислењето, она што и вие го кажавте на почеток, дека за жал се покажа во овие 27 години дека Европската унија и НАТО на некој начин ни требаат како две патерици за да може да се движиме. Може би 90-тите бевме млади како држава, 5, 6, 7 години, како дете прво оделенче, па се уште се чекаше ајде да видиме нели како ќе се развива, во кој правец, може сам, не може сам. Меѓутоа после 27 години возрастен човек, се уште за жал имаме проблеми во движењето и во правецот. Така да ги гледам и Европската унија и НАТО како организации кои што во тој дел исклучително ќе ни помогнат за да се движиме и да го фатиме правецот за следните генерации. Значи, мед и млеко нема да има за 3 години од сега или за 5. Меѓутоа, ќе се постави правецот, барем да знаеме каде одиме, а темпото на одење ќе зависи од нас. Дали ќе одиме со 1 чекор во денот или со 10 чекори, меѓутоа ќе знаеме целта кон која се движиме. Вклучително и дека еден ден и кај нас за 15 години, 20, еве да не предицирам, еврото ќе биде платежна валута, дека ќе немаме граници, дека и Егејска, Вардарска, Пиринска Македонија ќе бидеме сите заедно во обединета Европа со сите наши селеници кои што живеат во овој регион. Ќе одиме таму да може да се купуваат недвижности таму да се пресели некој од Скопје да живее во Лерен, во Костурско, тие да се преселат до Скопје, размена на студенти. Значи сето тоа го овозможува тој план и идеја на Европската унија која несомнено донесе помирување помеѓу државите после Втората светска војна, мислам, тоа е емпириски докажано.
може би не мораше да биде Северна Македонија, можеше голема Македонија да биде во тој случај. Прашањето за референдумот. Се шегувам, оставам простор за публиката да поставиме прашање до нашите дискутанти. Повелете кој прв ќе се јави за збор. Еве сега доаѓа одма микрофонот од десната страна. Повелете, представете се. Како прво да се представам, јас сум Ристо Велков, председател на Сојуз на синдикат на земјоделски производители. Најнапред да им посакаме добре дојде на нашите гости кои што се присутни, можам слободно да кажем, во најземјоделскиот регион, можеби не според површините на кои е застапено земјоделието, него според разноврсноста со кои што се занимава нашиот земјоделец од едногодишни до повеќегодишни култури, па се мораме да кажеме дека во последно време е застапено и животинското производство. Од досегашните дискусии заклучуваме дека, барем јас можам да заклучам, дека повеќе нашите дискутанти, освен последниот представникот на Рурална коалиција, се задржаа повеќе на политичкиот дел на дебата. Еве сега како представник на земјоделци и како земјоделски производител можам да кажам слободно, нас не интересира дали политичките партии каков став ќе заземат околу референдумот, тоа е нивно право, дали имаат некои сукови во своите партии, тоа тие самите нека си го решаваат. Туку еве како што реков ќе се задржам во сферата на земјоделието и би сакал да поставам сега едно прашање. Имено, знаеме дека од пред 12-13 години се воведе субвенционирањето во нашата држава. Субвенционирање кое што по секој сегмент требаше да го зголеми производството, а со тоа и квалитетот на нашите производи. Меѓутоа, сведоци сме дека од година во година имаме се помал број на површини кои се засадуваат со земјоделски култури, а со тоа имаме и се помало производство. Од друга страна, мислам дека е намалување и во животинското производство, што помал број секоја година имаме на домашни животни, а со тоа и производите се помали. Што значи дека воведувањето на субвенционирањето не го оправда ефектот. Еве сега се стремиме и се надеваме дека на 30 септември, после 30 септември ќе станаме членка на ЕУ, на НАТО и ќе ги добиеме пристапните преговори за ЕУ. Како представник на земјоделците ме интересира дали и како ќе биде воведувано субвенционирањето на нашите земјоделски производители. Имено, дали ќе има некои рестрикции во начинот на производство по дадени количини од дадени култури, а од друга страна, дали ќе има рестрикција на одредени култури и ќе бидат субвенционирани по површини? Благодарам. Сега тоа прашање. Благодарам. Боже, Сојуновски да, па после ќе се вклучат и другите, бидејќи не верувам дека се стрикно експерти во земјоделската област, но глобалните рамки ги познаваат. Повелете им. Во однос на конкретното прашање, че во однос на субвенциите или кратењето, квоти да одредени има во зависност од производството, меѓутоа тие се од година на година и зависат од обемот на производство кој што се во одредена година. Меѓутоа тој сегмент воопшто значи не треба да ве плаши, затоа што ние во Македонија познаваме само одреден дел од субвенционирањето или од субвенциите, односно она што се директните плаќања кои што да, кај нас се уште се значи по сега значи се по производи и по површина. Меѓутоа за кој што нема толку голем ефект се виде, меѓутоа она што се препораките да одреден период се уште обстане и по соотварањето на предпристапните преговори за потоа да се врзе согласно производната единица, иако за тоа имаше и доста реакции, колку тоа е оправдано или не. Меѓутоа, значи ќе мора на таков начин да начинот на субвенционирање се менува. А во однос на самите квоти многу има значи одредени субвенции и дури доколку вашето производство значи целосно не успеете да го предадете во одредени капацитет или да го продадете, во рамките на Европската унија вашето производство, бидејќи станува збор за производство на Европската унија, е целосно заштитено, па дури и да треба значи да целосно да го исфрлите доколку станува збор за вишок на производство. И за тоа ќе добиете значи одреден надомест повторно значи преку субвенционирањето. А во однос на рестрикцијата на одредени производни култури? Она што е познато е, например, како што е случајот со тутунот, тука значи ќе има одредени рестрикции, а во однос на другите култури се она што значи квота која што би се исполнила, па над таа квота да има одредени рестрикции во однос на производството, меѓутоа и за тоа па постоја друг вид на субвенции, а покрај тоа значи исто така и соодветно насочување преку советодавни услуги да се произведуваат други култури онamo односно каде што она што недостасува.
Значи според вашето искажување можем слободно да заклучам дека со самото влегување во овие институции доаѓаат и добри денови за нашиот земјоделски производител. Да, апсолутно, меѓутоа секако се е поврзано и со одредени критериуми, стандарди, предуслови кои што македонското земјоделство мора да ги исполни, па за да значи може и во тој дел да бидеме конкурентни. Благодарам. Молам. Еви, јас кратко би се вклучил нова. Има некои политики кои што важат за сите сфери на општественото живење. Не е работата на земјоделецот да знае како да дојде до европските фондови. Неговата работа е на нива. Тој треба да го вложи својот труд и да помогне и за себе и за своето семејство да произведе. Точно така, да произведе и веројатно доколку има капацитет да се погрижи дел од тоа и да го пласира на пазарот. Меѓутоа државата, помогната од европските фондови, треба да изгради фер политика за сите. Треба да го изгради својот капацитет пред се, за да можат преку подрачните единици на Министерството за земјоделство, земјоделците да добиваат квалитетна поддршка. Тоа значи совет при подготовка на апликацијата, совет при која култура е најдобра, која култура е најзастапена и така натаму. Сето тоа веќе го поминале државите членки на Европската унија и во моментов го минуваат државите кои што се малку понапред од нас, Србија, Црна Гора и така натаму. И обврската на државата е да обезбеди тој процес да оди непречено, да можат средствата да бидат насочени кон земјоделците и да завршат кај вистинските земјоделци. Знаеме добро кои беа најмногу субвенционирани во изминатиот период. Обврска е на тие кои што ја водат таа политика да го штитат земјоделецот како поединец и да не дозволат сливите во Беровско да ги посади еден, компирот во Крива Паланка друг и да знаеме отприлика кој е и колку е земјоделец. Тоа е обврска на државата. Се друго останува да се регулира на непосреден договор. Благодарам. Имате дополнение кратко, само дополнување дека одредени промени барем во изминатиот период и во тој дел со глед на тоа што ние ги следиме тековите кај нас, а и на европско ниво веќе се случуваат, значи она што го спомена и професорот, има одредени промени и во делот, значи токму тоа да, институциите се тие кои што треба да бидат предводници во овој процес, така да секако со земјите од регионот, конкретно со Словенија, имаше одреден твининг проект преку кој што се работеше многу повеќе на советодавните услуги, се подготвува значи исто така и посебен закон за советодавни услуги, политиката на реонизација исто така, значи веќе се заговара и кај нас, така да има одредени предвижувања во оваа област, меѓутоа сето тоа има одреден текст со кој што треба да се реализира. Благодарам, повелете. Добар ден, поздрав до сите. Јас сум Борис Стојанов, доктор по ветеринарна медицина. Сакам да ви упатам едно прашање до сите дискутанти кој може да ми одговорат. Дали влезот на Македонија ќе значи крај за малите земјоделски стопанства и за малите одгледувачи на анимално производство, односно малите одгледувачи на стока, кои имат по 1, 2 или 3 парчиња, или ќе е потребно некакво окрупнување. Бидејќи, како што добро знаеме, во нашата фела, последниве години дојде до наместо субвенциите да предизвикаат подобрување и да се зголеми бројот на сточниот фонд, тој напротив се намали и се очекуваат некакви промени. Дали тоа ќе значи за Македонија, прашање што го поставив, намалување, окрупнување или што друго? Благодарам. Еден од основните принципи на заедничката земјоделска политика е грижата за секој едно семејно земјоделско стопанство. Така да со самото влегување во европско семејство, ниту едно семејно земјоделско стопанство нема да биде оставено надвор од тоа. Конкретно, че последните политики кои што се прават, ги згрижуваат и оние кои што се со 200 евра приход, па понатаму значи и со 200.000 евра. Така да, меѓутоа, одредени промени ќе мора да се направат, доколку имаме за цел да бидеме конкурентни на европските пазари и да произведуваме поквалитетни производи, меѓутоа и во поголеми површини. Што тоа не значи, можеби намалување во однос на земјоделските стопанства како на број има, да, сите останати земји, кога говориме и за Бугарија, Словенија само е останата на истото ниво во однос на бројот на земјоделски стопанства, а да речем Бугарија и Хрватска бележат намалување во бројот. Меѓутоа,
тоа значи дека најголемиот дел од нив се здружуваат. Или е тоа или самите значи ги изголемуваат површините кои што ги работат, поради тоа што преку целокупниот овој процес произведуваат поквалитетни производи, субвенциите им се врзуваат и со производството, со квантитетот, квалитетот, и тоа е она машинерија која што ќе води напред до поголемо производство. Ако произведувате повеќе, апсолутно тоа носи и потреба да имате поголеми површини и слично. Така да можеби дел од оние кои што нема да имаат можност за тоа, тука се за другите или кооперативите поново кои што кај нас никако да заживеат, иако има доста бенефит од нив како такви или оставиме простори за други прашања, да. Ајде, повелете. Божиков Коце, представник на Сдружение земјоделска агростромешница. Ви упатил прашање што го занема земјоделица за пласманот. Што ќе се случи со македонскиот производ земјоделски за кога ќе излеземе на европскиот пазар? Благодарам. Кога станува збор за извозот, бидејќи влегуваме на пазар од 500 милиони потрошувачи, конкурентноста во однос на производите и условите под кои што значи ќе се извезуваат, откупуваат, како што ќе важат за сите земји членки на ЕУ, така значи ќе важат и за Македонија. Така да исто така да во тој дел значи ќе бидеме еднакви, царинските бариери, тарифи значи ќе се укинат целосно, затоа што станува збор за една држава без граници. И она што исто така многу важно, а што ние постојано го напоменуваме, е дека доколку се исполнат одредени стандарди во однос на производството и во однос на квалитетот како предуслови, сите производи, значи македонски, ќе добиваат етикета, значи за квалитет, односно ЕУ етикета, и со самото тоа вие станувате конкурентни на големите пазари, рамноправни, значи целосно и со останатите земји. Може нешто да прашам тука јас? Ако се криви краставиците, може да се продаваат во Европската унија? Да, ќе може, меѓутоа значи нема да биде иста цената со оние кои што ќе имаат соодветно производство или прави краставици, така да токму тука е повторно улогата на тие советодавни Значи, како да имаме прави краставици? Да, прави краставици за да добиеме на квалитет. Добро, уште едно прашање, тоа ми рекоа да прашам, дали ќе може во двор да правиме ајвар и да го продаваме на пазар? Во двор, да, под одредени услови, има значи одредени регулативи кои што го заштитуваат традиционалното производство со одредени стандарди. За домашна употреба? За домашна употреба, меѓутоа исто така значи и за мало производство, значи како пласман, со тоа што ќе има етикета дека станува збор за традиционален производ кој што би се заштитил. Истото станува збор и за домашната ракија, бидејќи и тоа ми рекоа да прашам. Да, исто и за домашната ракија. Така да има одредени регулативи и стандарди кои што мора да се испочитуваат и тие производи ќе може значи како традиционални. Нема да бидат за огромно значи конвенционално производство, меѓутоа како традиционални да, затоа што меѓутоа ќе треба да се лиценцираат некаде и тие како земјоделци да работат под некакви рамки нормално. Да, секако. Добро, благодарам. Други прашања, повелете. Ајде прво тамо, а после ќе. Добар ден. Се викам Георгije, представник на земјоделско здружение Агробаница. Јас би сакал да прашам, како и вие рековте, дека средствата од европските фондови не се искористени доволно. Јас би рекол, ако и таа влада исто така предложи, како претходната, да ги бира луѓето, на кои да ги дава средствата, исто така ќе нема да бидат искористени средствата. Бидејќи јас самиот имав 3 пати поднесено, не ми одобрија средства за и тоа како земјоделец добар. Ето. Добро, може тука да се вклучат, предпоставувам и другите, бидејќи прашањето има и допирни точки со политиката. Може и да собирам уште Петковски? Кој дел предлагат? У кој дел да се уклучиме? Во кој дел? Добро, не мора, не. Не, многу едноставно. Работата на државата е да обезбеди фер распределба. Доколку некој земјоделец има соодветни површини и ги исполнува условите да добие, не може да бидат субвенциите делени по име и презиме, или по партиска припадност, или по тоа. Така беа и затоа сега тоа вие не знаете, можеби не ве ни интересира, меѓутоа едно тело на Европската комисија кое што се занимава со финансиски истраги, буквално е присутно во Република Македонија долг временски период и истражува како се делеле тие субвенции. И еден ден некој можеби ќе носи одговорност. Тоа би било превенција во иднина да не се случува. Доколку сака државата да изгради вистинска политика на тоа, мора да ги поддржи земјоделците, не членовите на политичките партии.
туку земјоделците, луѓето кои што со мака, со труд, со својот труд заработуваат и бараат нешто што реално им следува. Ниеден од вас не отидовте во подршната единица или во европската ова да барате нешто што не ви следува. Ако вие садите една култура, си барате за тоа. Барате трактори, механизација и така натаму, нешто што реално го користите. Меѓутоа, во изминатиот период, а за жал гледаме дека продолжува и сега, и тоа треба што поскоро да се сопре, имавме бројни ситуации во кои што луѓе што не влегле во нива, ви ги земаа вампарите. Благодарам. Прашање од публика? Добро вечер, јас сум Лазар Пеневски, инаку вработам во приватниот сектор. Имам едно конкретно и кратко прашање до господинот Дујовски. Со самиот старт на отпочнување на преговорите со Европската Унија, низ кои се процеси мора да помине нашата држава, како и кои се реформи мора да ги доспроведе и имплементира за конечен влез во самата Унија? Благодарам. Благодарам. Процесите започнаа многу одамна. Повеќе од една деценија, 2005 година, кога Република Македонија стана кандидат за членство, па потоа во 2009 кога првпат добивме позитивна препорака за почеток на преговорите, државата се подготвува. Значи станува збор за деценијски процес кој што кај другите држави трае и по 10 или 15 години. И кај нас за жал ќе трае малку подолгу затоа што ние се уште не дојдовме до фаза да ги отвориме преговорите, меѓутоа тука се вклучени најголем број или сите министерства и сите државни органи во државата, но и не само тие, туку и бројни други. Формирани се бројни тела во владата, во секретаријатот за европски прашања, во Министерството за надворешни, внатрешни и така натаму, кои што работат на прифаќање и сега на дел од законските решенија или од законодавството на Европската Унија. Тој процес ќе продолжи со започнувањето на преговорите. Ние сме сега, можеби се уште неформално, во процес кој што се нарекува скрининг фаза или аналитички преглед на законодавството на Република Македонија, од кој што треба да произлезат совети како ќе се движиме понатаму. Кога ќе се отворат преговорите, на меѓувладините состаноци кои што ќе бидат 2 пати во годината или можеби 2 пати на високо ниво и уште 2 пати на техничко ниво, ќе се договараат, а не преговараат работите. Значи ние велиме процес на преговори, меѓутоа треба да сватиме сите дека не станува збор за никакви преговори во кои што Република Македонија може својата сила да ја наметне, туку за технички договарања за начинот и постапката на превземање на законодавството на Европската Унија. Кога ќе се завршат преговорите во сите преговарачки поглавја, важат едни стандарди во Европската Унија кои што велат ништо не е договорено додека се не биде договорено. Значи ние можеме да испреговараме 29 поглавја од 35, од кои што 33 реално се договараат, и сепак да не го завршиме тој процес, меѓутоа крајот на сето ова ќе биде со подпишување на договор и веројатно уште еднаш референдум во Република Македонија, но таму понатаму кога ние ќе бидеме во една поодмината фаза од годините. И тој процес се разбира ќе заврши успешно. Сите се надеваме дека Македонија во едно догледно време може да стане земја членка на Европската Унија. Благодарам. Имаме други прашања или тука некаде го заокружуваме овој дел? Во секој случај сега ќе се навратам малку по политички кон тоа што се случува денес во Македонија. Под ова денес, мислам дури и денеска, во посета се и Могерини и господинот Мичел од САД. Очигледна е таа силна меѓународна аспирација Македонија да стане дел од НАТО, а понатаму и од Европската Унија. Богданов, мислите ли вие дека овој, так да го наречем, оваа поддршка или притисок од меѓународната заедница што се чувствува интензивно во последниве еден месец, може да вроди со плод во однос на тоа дека јавноста ќе прими пораката на вистински начин? Па јас сум сигурен дека ќе ја прими, затоа што сите овие наши меѓународни пријатели, тргнувајќи од Европската Унија, Германија, Холандија како низини членки, САД секако, тие даваат искрена поддршка од самото осамостојување на нашата држава. Значи, дадени се безброј грантови, средства, ноу-хау, луѓе, советници, како да се развива државата, посебно е пак во мојот дел, да кажем, во правосудството, каде што USAID беше доминантен донатор низ судовите во Република Македонија.
Значи, едноставно треба да ги разбереме, целата јавност да разбере дека нашите пријатели од надвор сакаат да успееме, сакаат да бидеме држава стабилна, прогресивна, економски на ниво на ЕУ еден ден. И од тие причини за честија овие посети, бидејќи како што каже и самата канцеларка Меркел, па и канцеларот Курц и сите и Столтенберг кои што дојдоа, референдумот, односно договорот од Преспа, без оглед на сите лоши мани кои што ги има во себе, е единствениот клуч кој ги отвара портите на ЕУ и НАТО и на сето. Има ли друга опција, доколку тоа, мислам, ја гледате ли вие? Се веројатно има опции, но која би била поинаквата опција доколку овој референдум не успее? Каде би се позиционирала Македонија? Па не само како референдум, како процес е битно дали ќе успее или не успее, тие тоа го кажа се прв чекор референдум, а втор чекор ќе биде и е најавено веќе дека ќе има институционална разврска во собранијата по однос на амандманите, каде што па политичките партии ќе го кажат своето мислење во однос кога ќе дојдат уставните амандмани. Безбедносно и геополитички ве прашувам. Има ли Македонија друг избор освен овој кој што сега се наметнува како единствена алтернатива која што преостанува е статус кво ситуацијата по мене, односно реториката дека па и можеме и сами, не ни треба помош, не ни требаат надворешни партнери, сами може да си го изградиме судството, сами може да изградиме здравствен систем, образовен и така натаму. Меѓутоа, факт е, пак ќе се вратиме на претходно што го кажавме, дека и овие 27 години имавме таа можност. Да сме можеле, ќе сме го изграделе, да. Веројатно, и веројатно една генерација се пропушти. Сега дали на следната генерација ќе оставиме уште 27 години сами нешто да градат и дали ќе успеат, е друго прашање. Јас лично не гледам. Благодарам. Петковски. Видете само со какви безбедносни ризици и предизвици се соочуваме. Пред 6 месеци се збореше на маргините, нели, дека постојат некакви преговори на релација Белград-Приштина околу прекројување на границите, размена на територии, некои идеи што мислевме дека сме ги оставиле зад себе, а денес веќе е тоа официјално, јасно се збори, не гледаме ни некоја јасна политика од јасни сигнали против тоа, ниту во некои западни престолници каде што би очекувале. И се замислете, вистина тоа се случи, прекројување на границите на Србија и Косово. И ја мислам дека тоа во Србија полесно би поминало, но во Косово отвара големи опасности. Отвара големи опасности и многу е полесно да се справувате со тие опасности, безбедносни предизвици, кога сте дел од некоја група која е посилна од вас, отколку сами да се справувате. Инаку алтернатива, немаме алтернатива. Видовме по минатите 11-12 години како изгледа после онаа траума од Букурешт и така натаму. Едноставно статус кво кое што фрустрира и кое што некој велат референдумот е практично можеби последна шанса да им дозволиме на граѓаните да си ја вратат власта во своите раце со тоа што нема да им дозволиме на партиите да ја имаат можноста да бидат автократски и понатаму било кој да е на власт. Дуевски? Далеку сме од тоа. Народот мислам дека не е во позиција на таков начин да ги толкува лидерите на политичките партии. Тоа не зависи од народот. Тоа зависи од карактеристиките на поединецот, колку се изградил или не. На она претходното да се навратам и јас, значи, не постои статус кво повеќе. Едноставно не можеме да продолжиме вака. Сега сме на пресвртница во која што Македонија оди напред и се развива како европска држава, модерна држава, или останува сега каде што е. Меѓутоа, сите околу нас одат напред. Речиси сите држави околу нас се земји членки на НАТО или на Европската унија, со исклучок на Косово, кој што е поназад од нас, другите барем во одредена фаза се. Во ваква констелација, во оваа геостратешка позиција која што Македонија има, за нас останувањето овде каде што сме ќе значи назадување, и тоа многу сериозно. Не постои држава во овие 3 децении по падот на комунизмот која што е посетена од вака видни политичари во мирно временски услови. Не се само овие неколку политичари кои што дојдеа во изминативе денови. Британската премиерка и бројни други навистина даваат поддршка на Република Македонија затоа што
го гледаат и нивниот интерес. А ако Македонија остане надвор од тоа, јас сум силно уверен дека тоа нема да се случи, меѓутоа тоа ќе предизвика дополнителни главоболки за многу други држави. Ние најдовме решение за овој деценијски спор со името, или оваа влада го најде решението, сега треба да го потврдиме тој пат. За да бидеме успешна приказна, потребно е да се одважиме сите, не се важни политичките партии. Потребно ни е тоа што целата генерација го посакува, да ги обезбедиме земјоделците да останат овде, затоа што овој човек што праша од првиот ред, верувајте ми, гледам дека му е преку глава од тоа со што се сочува. Утре кој ќе го задржи да не земе бугарски пасош и да замине таму каде што заминаа половина од неговите соселани. Тој процес може да се забави единствено така. Со позитивни евроатлантски интеграции и само на тој начин можеме да продолжиме да обстојуваме. Ако велиме теоретски алтернативи има, но дали има подобра алтернатива во моментов? Нема. Нема апсолутно. Европската унија е најсветлото место во кое што Република Македонија може да ја гледа својата иднина, а членството во НАТО ќе ни го гарантира целиот безбедносен дискурс. Потоа да не боли главата дали Србија и Косово ќе се разменуваат по територии или повторно ќе отвараат некои други прашања. Дува едно време таму позитивни ветришта, сега гледаме дека пак има назадување. Мораме да си се обезбедиме. Тоа ќе го направиме само со членството во НАТО. Јоновски, Дујовски, Петковски, Богданов, ви благодарам што бевте гости во Отворено овде на плоштадот во Струмица. Почитувани публико, и вас ви благодарам што бевте активни, што земавте активно учество во емисијата. Се разбира, останете со програмата на телевизија 24, следуваат вестите.